И пред некое време ги читав трите први глави од книгата Откровение. И во тие поглавја Бог му зборува директно на апостолот Јован за 7 цркви за кои што зборува во тие текстови. И додека ги читав, си ги поставував истите прашања. Иако тој текст можеби е малку чуден и можеби е малку мистичен и можеби е малку неразбирлив, и мене ми бил, но како христијани созреваме, така паралелно како што го читаме Божиот збор, некои работи кои што можеби сме ги прочитали, сме ги слушнали, сме ги разбрале на комплетно некој начин, Бог секогаш одново ни дава откровение за оно што го читаме. И си помислив, овие писма, кои што еден дел од тоа ќе ги прочитам, стихови, се посветени на тие 7 цркви, си помислив што Бог какво писмо Бог би ни пратил на нашата црква Еца Аеродром или на нашата црква во Македонија или во црквата на светот. Во овие текстови Бог на секоја црква посветува уникатни зборови во кои ги пофалува за оние доблести кои што се посебни за нив, ги укорува за нивните гревови кои што исто така се посебни, но потоа начинот на кој што ги завршува секој едно писмо се многу слични и се многу интересни. И сега ќе одвојам дел од стиховите, кои што всушност се завршните зборови од секој од тие 7 писма кои што се посветени на тие 7 цркви во Азија. Стиховите се од Откровение 2.5 до Откровение 3.21. Ова е за првата црква. Кој има уво нека чуе, што им говори Духот на црквите. На оној кој победува, ќе му дадам да јаде од дрвото на животот, кое што е среде Божиот рај. На втората црква. Кој има уво нека чуе што им говори Духот на црквите. На оној кој победува, втората смрт нема да му нанесе штета. Третата црква. Кој има уво нека чуе што им зборува Духот на црквите. На оној кој победува, ќе му дадам од скриената мана, ќе му дадам и бел камен и на каменот напишано ново име, што никој не го знае, освен оној кој го добива. Четвртата црква. И на оној кој победува и ги пази моите дела до крај, нему ќе му дадам власт на народите. Петата црква. Кој победува, ќе се облече така во бели облеки и нема да го избришам неговото име од книгата на животот, но ќе го признам неговото име пред мојот татко и пред неговите ангели. Шестата црква. Ете идам скоро, држи го цврсто она што го имаш, за никој да не ја земе твојата круна или твојот венец. Оној кој победува, ќе го направам столб во храмот на мојот Бог и нема веќе да излезе надвор, и на него ќе го напишам името на мојот Бог и името на градот на мојот Бог, новиот Ерусалим, кој слегува од небото од мојот Бог и моето ново име. И седмата црква. На оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Иако Бог тука се обраќа на 7 специфични цркви, кои што се наоѓале во Азија, како што веќе напоменав, причината поради која што бројот 7 е употребен е бидејќи тој символизира комплетност и тоа алудира на тоа дека Исус се обраќа всушност на црквата, на општата црква која што постоела тогаш, која што постои и денес. И ако до сега не забележавте, во овие 7 стиха има нешто заедничко, а тоа е еден причинско-последичен однос на оној кој победува. И последиците кои доаѓаат од таа победа. Верникот тука е представен во некое многу интересно ново руво. А тој е представен како некој кој треба постојано да победува со цел да биде дел од Божјото царство, односно патешествието на еден христијанин е втемелено во менталитетот на победник. И тоаш може да се прашаме што е противно од победа. Спротивно од победа е пораз, секако. Но во контекстот на животот на еден христијанин, би рекла дека спротивното на победување, односно патот до победата, е скоро секогаш преку страдање. Бидејќи најголемото зло, гревот, веќе е поразен од страна на Исус и
затоа поразот во животниот склоп на христијани не може да постои на тој начин, моментално можеме тоа да го наречеме страдање. И сега кога слушаме вакви стварно трагични вести, мислам, не само луѓе што сме родени на овие простори, низ цел свет, ама особено луѓе што сме родени на Балканот, мислам дека страдањето е нешто кое што е вградено во нашиот менталитет и е нешто кое што е синонимно со нашиот идентитет. Се поистоветуваме како страдалници, а сега има и некој нов феномен каде што страдањето се возвеличува. Со тоа сакам да кажам дека луѓето го градат својот идентитет врз база на тоа што низ кое што поминуваат или врз база на тоа што во моментот со кое што тие се соочуваат и страдаат. И многу често таква сезона на страдање може да се трансформира во состојба на страдање и чувства на анксиозност, на безнадежност, на изолација, на непростување и низа останати состојби на страдање, повеќе не се чувства кои што само може би влијаат на одреден аспект од нашиот живот, но почнуваат да го конзумираат целосно нашиот живот. И јас во овие стихови додека ги читав, прво мене ме беше како шамар, бидејќи видов слика на христијанин кој е радикално поразличен од она од кое што можеби ние навистина веќе сме и навикнати да го гледаме. Оној кој победува и оној кој пребродува не е човек кој што ќе има една битка во животот и толку ќе заврши битката и ќе продолжи да се живее како да цветаат ружи, бидејќи тоа е исто така како некој атлетичар да победи градска трка и да се прогласи за ултимативен најбрз човек на светот. Тоа едноставно не оди така. Победникот е човек кој што има целосно различен начин и склоп на размислување и на действување. Да се биде победник не е некој новитет кој што ни е само представен во Откровение, туку е многу експлицитно представена одлика, особено во Новиот Завет, каде што Павле зборува за оној кој ќе ја доврши трката до крај. Да се биде христијанин значи да се биде победник. И доаѓаме до прашањето, добро, какви битки тогаш води еден христијанин? Какви битки треба да води еден христијанин? И гледајќи на сето она што се случува околу нас, можеме да видиме дека христијанинот не се разликува толку многу од остатокот од светот. Христијанинот е сепак човек кој што се уште подлежи на сите физички природни закони, кои што се и смрт, кои што се и страдање, кои што се и болести, кои што се и болки. Но разликата е во тоа што христијанинот кој што ги води тие исти битки е свесен дека напорот, трудот и издржливоста водат до победа секогаш, бидејќи Христос веќе ја извојува победата на крстот. За разлика од оние кои што својата вера можеби ја поставуваат во работи кои што се минливи и кои што својата надеж всушност ја поставуваат на нешто кое што не е втемелено. Јас навистина се молам дека ова што се случи со толку многу жртви, не знам, на некој начин Бог им се објавил на тие деца и не знам каде се наоѓаат во моментов. И се надевам дека во тие моменти надежта ја ставиле стварно во Бог. И една од најголемите препреки, низ која што верувам дека секој човек се соочува, е препрека или битка со стравот. Стравот е нешто кое што може да не парализира, нешто кое што може да ни ускрати буквално секаков потенцијал кој што Бог ни го дал да живееме како што треба да живееме и може да не зароби во една состојба на стагнација, може да не зароби во комфортна зона и може да не излаже дека тоа е се што овој свет нуди. Ние се плашиме од многу нешта, јас се плашам од многу нешта, најчесто се работи кои што се надвор од моја контрола.
И многу пати како христијани поттикнати од тој страв за жал, се здобиваме со менталитет на човек кој е само човек кој што е за жалење, човек кој што е само страдалник, човек кој што е само нажален, кој што е сиромав. И да, кога гревот надвладеува над нас, тоа е вистинско, така се чувствуваме бидејќи сме свесни за реалноста на гревот. Но според Бог, тоа треба да е нешто моментално, бидејќи Божјата милост е нова секое утро. А сето нешто кое што води до изолација, до самоуништување, тоа не е од Бог, тоа е од ѓаволот. Победникот сепак не се раѓа како победник, тој се создава. Како што кажав, најчесто, дури и секогаш, низ искушенија, низ неволји, низ турбуленции, низ трагедии и низ битки. И многу често тој дел од нашата болка, страдање го припишуваме на непријателот и додека тоа е точно, бидејќи ние не се бориме со крв и месо, се бориме со поднебесните сили, тоа страдање кое што го доживуваме никогаш не е со цел да не уништи од страна на Бог. Секако од непријателот е само со таа цел да не уништи. Но Бог секогаш има цел тоа нешто да го изведе на добро. И многу е тешко, стварно е многу тешко, особено еве и трагедии, кога размислуваме за трагедии што не ни се случиле лично нас, ами работи во нашиот живот кога ќе се случат и кога навистина нема причина зашто тоа да изгледа дека ќе изведе на нешто добро. Бог вели дека се што сатаната го наменил за зло, Бог го користи за добро. И тоа добро, кон кое што Бог сака да го изведе нашето страдање, не е секогаш тапкање по рамо, не е секогаш enabling, овозможување да продолжуваме во тоа наше само сожалување, туку тоа обично доведува до зајакната издржливост, продлабочена вера, поголем увид и разбирање. Ако ставиме на сумаризација, тоа не прави посилни. Значи, искушенијата кои што Бог ги дозволува и борбите и битките и трагедиите се наменати нас да не направат посилни, не да не уништат. А се што е наменато за да не уништи, тоа не е од Бог. Многу често таа сила која што можеби ја гледаме кај другите и ја сакаме, а не знаеме точно како да ја добиеме или не сакаме на правилниот начин да ја добиеме, ја помешуваме со гордост или со чувство на супериорност. Напротив, како христијани во нашата слабост, Бог ја покажува неговата сила. Најсилниот човек е всушност, односно победникот, е човек кој дозволува Божјата сила да се манифестира преку него. Тоа го прави силен, тоа го прави победник. И тоа значи дека кога сме слаби во одредени области од нашиот живот, како што може би се не знам, јас си пишував примери од себе, лесно навредливост, обид за контрола, недисциплина, страф. Токму тогаш, кога ќе дозволиме, само кога ќе дозволиме, Бог настапува и не открива својата моќ. Без тоа да се случи, Божјата сила и моќ можеме само да ја гледаме кај другите и можеме да ја сведочиме од страна на тоа што го гледаме, но исто така може да сведочиме за Божјата сила, а без при тоа никогаш лично да сме искусиле. Не знам дали некој што се чувствувале така, ама јас сум се чувствувала многу пати така, како да имам вера за нечие искуство на некој друг човек или на некои други луѓе или за нешто за кое што мене ми се зборува, а јас всушност тоа го немам искусено, но гледам колку е моќно и го сакам и си велам како тој човек излезе од таква зависност што е невозможна и ќе каже преку Бог. Леле, да, јас можам и да го славам Бог, но лично тоа го немам искусено. Кога навистина ќе го искусите, Бог во сета негова сила, во сета негова слава и во сета негова љубов почнува вашето разбирање, знаење за Бог, за светот, за човештвото, комплетно да се менува.
Почнувате да ги гледате животните ситуации низ призмата на како што Бог ги гледа. Почнувате да размислувате и да действувате поинако. Веќе не сте жртва на твоите телесни импулси и тригери, туку научуваш со Бог заедно да ги победуваш и да ги надминуваш. И ти се менува целиот ментален склоп и начинот на кој што действуваш во твојот секојдневен живот. Многумина кога мислат на слаб човек, можеби си замислуваат така некој тивок, подгрбавен човек кој што не знае да се избори за себе, за она што го верува. И добро, да, може и тоа да се каже дека е точно. Но едно нешто кое што имам забележено, особено на Балканот, што страшно ме иритира, е дека слабоста често се маскира како некаква невистинска сила и невистинска арогантност. И тоа е синдром всушност на мал и слаб човек. Тоа не е синдром на победник и на силен човек. И тука може да дојде до замка, бидејќи, како што веќе кажав, од толкава голема желба да се стане некој, да се биде посилен, никој да не ме гази, наместо со Бог заедно да ги надминеме тие работи кои што треба да ги надминеме, не се осврнуваме кон изворот кој што навистина може, самото извор кој што може преку неговата трансформирачка моќ да не промени во целост, туку се пробуваме со некои своји напори да копираме некои особини од луѓе кои што ни делуваат силни и слабоста се прикажува како напор да се стане нешто или некој и за жал најчесто начинот на кој што се стигнува до таква победа или сила е преку пат кој што е полн со недостаток на интегритет, кој што е полн со нечесност и со лаги. Тоа е слабост. И тоа не е нешто што само можеме да го кажеме за влијателни луѓе или луѓе кои што се на власт можеби, туку тоа може да го кажеме и за самите себе. Колку често пробуваш да си ставиш некакви маски, само за да изгледаш силен, за да изгледаш дека си во контрола, дека се е окей, а всушност се плашиш да застанеш за тоа што веруваш и се рушиш кога ќе дојде најмалиот притисок. Стварно е тешко да се дојде до таа вистинска промена и трансформација метаноја за која што ни зборува Библијата, односно трансформација од страдалник во победник, кога сам пробуваш да постигнеш нешто. Не на начин на кој што треба, туку на начин на кој што ни изгледа нас можеби најлесен, или пак на начин на кој што те учеле од дома или едноставно си се навикнал. Една многу важна одлика на еден победник е способноста да знае да издействува во ситуации во кои што не бил ставен порано, односно претходно. Кога ќе се најдеш во ситуација или состојба во која никогаш порано не си бил, а верувам дека сите се наоѓаме, нормално е да се дојде до чувство на страв и првиот инстинкт е паника и безнадежност. Се чувствуваш заглавен и не си сигурен што треба да направиш за да се одглавиш, не си сигурен дали вистински тоа треба да го направам, не треба да го направам, дали јас сум спремен за тоа. А да се биде победник не значи да се имаат сите можни одговори, затоа што Бог не ги дава сите одговори, туку што во овие 7 стихови значи да се биде победник. Тоа значи да пристапуваме на секоја ситуација на два начина. Првото е веднаш да се повикаш на Бог, кој е со тебе во секое време. И тоа не го кажуваме само како некоја убава народна поговорка, да Бог е со тебе, вистински, реално, библиски, Бог е секогаш со тебе и секогаш чекори со тебе. Тоа е библиска вистина врз која што се темели христијанството. Особено по Христовата смрт и воскресение. Бог знае кога излегуваш и си доаѓаш, знае кога стануваш и си легнуваш, знае кога си заглавен, знае кога си во безнадежност
И тука е, само треба да го имаш како на ум, како прв импулс на некој што треба да се зграбиш, и тоа е молитвата. Молитвата е однос со Бог. Не се само зборови, туку тоа е секојдневна релација која што се гради со креаторот на човештвото и на универзумот. А второто нешто после молитвата, кое што оди взаедно со молитвата, е действувањето. Колку пати застануваме на молитвата, каде што се молиме и чекаме нешто да падне од небо, се молиме некој или нешто да се промени, а всушност никогаш не прашуваме: добро Боже, кажи ми што да направам, што треба да направам, дали треба нешто да направам. Или Боже, биди со мене додека превземам ризик, зашто не сум сигурна, не ми даваш чист знак. Молитвата треба да поттикнува дејство и акција. Молитвата треба да дава повеќе увид во ситуацијата во која се наоѓаме и да не поттикне да направиме нешто во врска со тоа. А силата доаѓа од Бог. Тоа е двострана улица. Не може едно без друго. Инаку ќе бевме само марионетки кои што Бог ги управува да прават тоа што Он сака да правиме нешто. И како последно нешто, да се биде победник значи да се има вера. Има едно нешто кое што татко ми го имаше испишувано на најрандом места низ куќата додека растевме, а јас тоа не го разбирав додека растев, додека не го разбрав. На англиски тоа гласи Who dares wins. На македонски е кој се осмелува победува. Тоа е исказ кој што е популаризиран од британска воздушна армија, ако не се лажам. Многу интересен исказ кој што не кажува многу, а кажува се. Овој исказ мене многу ми зборува во контекст на ова што го зборувам за верата, за животот на еден христијанин и за самиот Бог. Како сумаризација на целото тоа кој што го зборуваме денес. Како се победува? Многу е убаво кога теоретизираме и кога читаме во Библијата и се согласуваме да амин, и што по тоа. Кога тоа нема практична примена, едноставно изветрегува. Дали се победува со тоа што нашите непријатели ќе бидат погазени? Не. Дали се победува со тоа што јас ќе бидам подобар, најдобар од тој или тој? Не. Дали се победува со тоа што ќе си ги бирам битките што сум сигурен дека можам да ги победам, другите не? Не. Кој победува? Кој христијанин вистински победува во контекстот на она што го читавме во Откровение? Победува оној кој се осмелува покрај сите недостатоци, недоверба, страв, претходни трауми во животот, да го довери сето она кое што тој е и кое што има да го даде на оној кој ветува дека се ќе изведе на добро. И при тоа да издржи до крај, без при тоа знаејќи каков ќе биде исходот. Многу долга реченица. Ама тоа е победник. Победник е оној кој што ќе се осмели наспроти сите работи кои што работат против него, дали е непријателот, дали се луѓе, дали се што и да е, семејство, кој што ќе се осмели бидејќи го има искуса на Бог, има искуса на неговата сила, и ќе се осмели да заплови едноставно во непознатото, да превземе ризик, не знаејќи како точно ќе изгледа тој исход, но знаејќи дека секако ќе доведе до победа, бидејќи Бог тоа го ветува. И ветувањата на Бог треба да ги сватиме сериозно, бидејќи инаку вистина немаат појма. Не може пола ветување да го веруваме, пола не. Битката не е една, туку е секојдневна. Секојдневно од нас се бара да надминуваме и да победуваме. Во која и состојба да се наоѓате во моментот, тоа се бара од нас. Со целосна и безрезервна доверба во Исус, со смелост, во молитва, да стапите во битка со она за која знаете дека треба да го надминете и победите. Битката за секој човек е различна и не треба да се мери битката на еден со битката или страдањата на еден со страдањата на друг. Секој човек е уникатен
и секој човек може да прави оноку колку што му е дадено, но Бог е еден и Божјата сила е действува кај сите. И ќе завршам со една приказна, една случка од Библијата, која што кога вака зборуваме за победа и за така кога сме многу ентузијастични, некогаш забораваме дека сме само луѓе и дека некогаш едноставно стравот е толку многу голем, што стварно тешко е да се направи тој прв чекор, да се заплови во нешто. И многу приказни од Библијата, или би рекла скоро сите приказни од Библијата, на некој начин може да бидат релевантни со нашиот живот како страдалници до победници. Но една таква случка од Новиот Завет, која всушност ни дава слика од самиот Исус, како е да се биде човек, вистински човек следбеник, е случката каде Исус треба да оди и да биде распнат, да исполни целта на која што дошол на земјата, а тој во последните мигови на својот живот, значи Исус кој што е целосно човек, целосно Бог, кој што знае не знам од кога, ама знае дека треба да биде распнат на крст, да биде за 3 дена целосно отуген од својот татко и потоа да воскресне. Мигови пред тоа да треба да се случи, тој бара, бидејќи е најверојатно од страх, бара чашата да го одмине. Самиот Исус се колеба, самиот Исус бара тоа нешто кое што го очекува, што е многу страшно, да го одмине. И многу ми е мило што постои оваа случка во Библијата, зашто ни кажа дека не сме сами и дека во моменти кога стварно пробуваме да покажеме дека силни сме, можеме, окей е да застанеш пред Бог и да кажеш ја стварно не сакам, не можам, претешко ми е, ама нека биде волјата твоја. Стравот е чувство кое е неизбежно, како што и сомнежот и безнадежноста, но победата доаѓа не кога нема да постојат веќе тие чувства. Туку победата доаѓа кога и покрај тоа ќе се осмелиш и ќе зачекориш во она за кое не се чувствуваш ни малку спремен, но знаеш дека тој исти Свети Дух кој што го воскресна Исус од мртвите, живее во тебе, чекори со тебе и исходот веќе станува и малку неважен. Бидејќи важна е трансформацијата која ќе се случи во тебе низ целиот тој процес, а за исходот ќе се погрижи оној кој го започнал и сето тоа, како што вели во Филипјаните 1:6. Сигурен сум дека Бог која започна оваа добра работа во вас, ќе продолжи да ја води се додека не ја заврши на денот кога Исус Христос повторно ќе дојде. Така што верувам дека утро ако Бог сака нешто да ни каже, како што кажал преку апостолот Јован на 7 цркви во Азија, е тоа дека кога ќе најде страв, сети се дека тоа е со тебе, дека тој те води. Тоа стварно не се само празни зборови, туку тоа е реалноста во која што треба да живееме. И ако не ни е позната таа реалност, ако ја слушате од мене, ја сакате за самите вас, молете се или побарајте некоја се моли за вас. Читајте го писмото, Бог се објавува и денес. Кога ќе најде чувство на безнадежност, сврти се кон Бог. Нека ти биде тој првиот импулс на кој што ќе се фатиш, на кој што ќе се зграбиш. Знаејќи дека победата стварно е ветено нешто. Победата е ветена. Исходот не го знаеме, за страдањето не сме свесни како ќе изгледа, па дури и да е смрт. За христијаните и тоа не е крај. Така што поразот реално не постои. Кога ќе се најдеш во ситуација каде што чекориш кон нешто за кое што не си ни малку спремен, сети се кој е тој што те поттикна на тоа што од почетокот. И кога ќе се најдеш на било каква ситуација или чувство кое те закочува, не дозволувај. Значи не дозволувај да бидеш надвладеан од тоа и да действуваш на линија на помал отпор, туку смело зачекори во победата. Во сета слабост
Сврти се кон Бог и кажи, Боже, стварно слаб сум, не можам. Отиди кај некој што те е близо, кажи, ја стварно не можам да се преправам, тешко ми е. И верувајте, најчесто во тие моменти Бог вели, добро, фала Богу, ајде, дозволи ми сега јас да ти покажам. Всушност, кој сум јас. И ќе завршам со стихот од Откровение, само секунда, 3:21. На оној кој победува, ќе му дадам да седне со мене на мојот престол, како што и јас победив и седнав со мојот татко на неговиот престол. Исус вели дека оној кој што победува, оној кој што издржува до крај, не вика оној што е совршен, не вика оној што се има под контрола, не вика оној што е најсилен, туку вели оној кој што победува, оној кој што 100 пати ќе падне, 101 пат ќе стане. 100 пати ќе сгреши, 101 пат ќе побара покаяние. Бог не бара совршенство, туку бара луѓе кои што едноставно се вперени со погледот на кај него. И Живко имаше едно многу интересно нешто кажано, а тоа е дека човек кој што е близко до крстот, ама погледот му е негде на страна, е многу подалеко од крстот од оној кој што е далеко од крстот, ама е вперен со погледот на кај крстот. И сакам да кажам дека со ова ќе завршам, дека навистина нашите способности, нашите таленти се битни. Бог не створил на начин на кој што не створил само за да, како што кажав, не управува како марионетки. Туку што сака Бог од нас е наша лична иницијатива да се доближиме до него и од него да бараме да не трансформира за да стануваме тоа што треба да станеме, не тоа што е некој друг што гледаме надвор, туку она што треба да станеме за навистина да бидеме победници во целосна Божја промисла и умисла на тоа што еден победник е. И тоа нема да се рефлектира само на нашиот, да речем, духовен аспект, на како читаме или како молиме, туку тоа после ќе биде како ехо на целиот остаток од нашиот живот. На се што сметаме дека е само материјално, не. Се ќе добие една нова димензија во која што Бог може да владее. И во конечност верувам дека ако црквата се стреми кон ова, навистина ќе донесе шалом на земјата денес и сега. Амин.